тие 170.000 вработени не се вработени само во администрацијата и во странските директни инвестиции. Мерките кои што оваа влада, претходната влада, ги спроведе, донесоа да намалување на бројот на вработени од 38 на 22,9 колку беше, 7, се извинувам за бројките. И морам да го спомнам, како почнавте со странските директни инвестиции, 22.011 години, ако поделиме по бројот на села, излегува по бројот на градови, излегува 50 до 100, па сега ако фатиме по бројот на села, ние у минус ќе улеземе со бројот на вработени по година. Па ние кога дојдовме на власт, тргнавме одма напред. Знаете ли каква беше државата 2005 година? Во каква состојба беше Република Македонија во тој период? Ние имавме период на консолидација, не како сега 220 милиона евра оставени од еврообврзницата, за да можете 2017 целосно да ја покриете. Имате пари за отплата на трансфери за 2017 комплет да ги покриете. Приказните дека се задолжувате за да плаќате други состојби, 48 милиони на домашниот пазар и 100 милиони планирани од странско задолжување. Дополнително на овој гломазен буџет, како го викавте, мегаломански буџет, кој што остана исти. Надуен буџет, кој што остана исти, буквално исти, се разликува за 1,5% од она што вие го планиравте. Ние направивме капитални инвестиции. Автопатите ќе останат. Експресните патишта ќе останат. За среќа, една клиничка болница која што е во понапредна фаза ќе остане. Она што вие планирате да го намалите и да го скратите со ребалансот, а многу брзо ќе дојде и буџетот, па ќе видиме како комплетно размислувате за економијата во Република Македонија,